Не се наспа, Александра? Не се наспа, да. Добре, оставивме просто до 9 часот. Невуваме нов разговор овде во студиото 3 на Македонската телевизија. Вчера се одржа втората полуфинална вечер на 69-то издание на изборот на песна за Евровизија. Утре е финалето. Ако некој човек најдобро ги познава евровизиските работи, ако тоа убаво му лежи, го докаже преку коментирањето на двата полуфинални вечери. Добро утро за нашата колечка Александра Јовановска и добре ни дојде. Добро утро. Мило ми е што ве гледам и во вакви околности, не можам да престанам да гледам во шолјата за кафе на Кики. Колку е голема? Да. Што е тоа, Кики бокал. Ние тоа не прави среќен вака рано, среќни рано наутро мирисот на кафе. Мојата доза среќа. Да, нашата доза среќа пред да почнеме со утринската програма. Александра, ја имавме вчера, заврши втората полуфинална вечер. Македонија годинава нели не учествува на Евровизија, но Дарко Димитров лани со Грузија годинава со делегацијата на Црнагора. Некако провејуваме, не има и најмногу преку Дарко Димитров. Не само Дарко Димитров, туку и Јон Ајди. Јон Ајди, ако го паметите, беше дел од националната селекција во 2022 година, кога победи Андреја, и тој е дел од авторскиот тим на Ерменија, на песната на Ерменија, на Парк, односно Survivor темата, така што тој успеа да се протне во финалето. Ете, имаме, секогаш има по некој македонец, Дарко Димитров, навистина е баран на Балканот, минатата година и многу подалеку од тоа, со Грузија, и тоа им помогна на грузијците со Нуца, Бузаладзе, мислам дека беше изведувачката, да влезат во финалето по неколку години пауза. Со Црна Гора не успеа, но не е ни најважното тоа. Така, да. Ќе дискутираме токму и за тоа во минутите кои што следуваат. 37 земји учеснички поделени во две полуфиналња плюс големата петорка. Она што е добро од прикладни е што секој може да гласа без оглед на тоа дали учествува или не. Да, 2023 година се воведе тоа правило на гласање во полуфиналните вечери само од страна на публиката. Значи нема веќе жири, тоа малку ги растретува делегациите да не можеби премногу лобираат за себе или размислуваат за тоа како националните жирија би гласали или не. Сега е се на публиката, а ЕБУ си најде начин како да придобие што повеќе гласови. Кога веќе ги нема големите земји како Турција, Русија, Белорусија, кои се навистина гласачки по однос нели на број, мнозинство имаат, бројни нации се тоа, сега гласа целиот свет преку апликација, преку официјални веб страници, повикот или СМС пораката се плаќа нели секој еден глас, така што тие поени на крајот се презентираат како збирно, како една дополнителна нели земја, the rest of the world тие го нарекуваат, остаток од светот, и ето, секогаш има некој нов начин да се придобијат и што повеќе гласови и што повеќе пари од гласовите. Ајде малку да позборуваме и за квалитетот на музиката. Сцената изгледа фантастично. Мислам, од година во година нема промашување околу тоа. Јас следев и некои регионални новинари, сите се некако задоволни од организацијата и од се таму што се случува. Затоа ајде ние да се задржиме малку околу квалитетот на музиката. Тука мислењата се поделени, велат за вкусовите не се дискутира, но ете кој е и твојот, Александра, став околу тоа што погледнавме во првите две полуфиналиња, каква порака се испрати со песните, со сценските настапи? Па генерално мислам дека ова е едно послабо издание по однос на музичката понуда, бидејќи не можам да кажам дека нешто одскокна или нели ми го допре лично срцето, па би сакала да го слушам повторно и повторно. Меѓутоа, како што вели Вилијам Адамс од Vivi Blog, Eurovision, визијата не е за џабе во Евровизија, што значи станува збор многу повеќе за едно визуелно шоу во кое исто како нели видеоспот кој ја поддржува песната и може да направи таа да стане актуелна и подобар хит, отколку само ако ја слушате како музика. Сепак е тоа сценско телевизиско шоу и може да ви се допаѓа или не музичкиот избор, ама она што мене ме фасцинира е подготвеноста на изведувачите да ги изведат тие песни на максимално професионално ниво. Видовме на што се способни во претходните две вечери, не само што пеат одлично и тоа без грешка, подготвени се да танцуваат, менуваат гардероби, изведуваат акробации, висат во воздух, значи едноставно се многу подготвени да бидат на таа сцена, а на таа сцена секогаш велам дека поминува се освен просек.
Значи може да бидете секаков, ама не и просечен, недефиниран, недоволно моќен, треба да исполните таа сцена или со својот талент или ќе надоместите со сценски настап. Мене ме изненади непоминувањето на Хрватска и на Србија, ако зборуваме, нели, ако не сме во просекот. Некако има специфични настапи. Доста си има потрудено околу за Хрватска не сум сценските сигурна, настапи. мислам дека можеби Србија ќе помине, но вчера имаше навистина многу балади и беа одлични. Така што 10 места се во прашање. Можеби во лоша група се погоди. Да, ако мислам дека второто полуфинале беше посилно и тоа не му беше од корист на принцот Врање. Кои се фаворитите? Гледам дека многу се типува на швеѓаните. На швеѓаните секогаш се типува, тие како по дефолт се нели нација број 1 кога е во прашање Евровизија, не за џабе, мислам, тие имаат и 7 победи и тие победи ги имаат и во последните години. За разлика од Ирска, која победите ги има во 90-тите години, претежно и крајот на 80-тите, Шведска е апсолутно една од најуспешните нации на Евровизија. Тие имаат многу силно национално финале, кој се одржува повеќе од 60 години и вие кога имате таков фестивал, кој личи на Евровизија, она што ние го видовме на сцената на Евровизија од групата Кај, тоа го видовме и на Мелоди Гран При. Значи тоа е тоа. Тие се максимално подготвени за една таква сцена, работат по евровизиски принципи, за нив не е проблем да бидат секогаш на врвот. Не верувам дека ќе победат искрено, мислам дека никој не ни сака веќе Шведска да победи, ниту фановите имаат желба да одат во таа земја повторно. Досадно е веќе на во Шведска. Да. Австрија е еден од фаворитите годинова. Гледам дека добро котира и Холандија. Тука некаде е и Израел, Франција. Франција мене навистина ме воодушевува, така што отприлика тука некаде би се движела можноста за победник. Да, добро, сите типуваат, но секогаш на крајот типувањето наспроти резултатот се две реалности. Различни, знае финалето секогаш да изненади. Добро, со оглед на тоа што гласаат во полуфиналните вечери само гледачите, значи само публиката, жирито има други критериуми, така што ќе видиме дали ќе се избалансираат на крај или некаде на средина ќе се најдат. Од друга страна, ние често нели читаме за фаворити и така натаму, и Австралија беше една од омилените земји, па не влезе во финале, ама друго е што ви пренесуваат евровизиските специјализирани портали и тие луѓе кои се во контакт со изведувачите ги запознаваат од еден друг аспект. Емоциите да се вклучуваат, гледате колку луѓето се нели добри, пријатни, колку се професионални. Многу евровизиски фанови всушност ги раководат тие евровизиски специјализирани сајтови и тие се еден вид нели на креатори на јавното мислење, кој е фаворит, кој е не. Многу од нашите учесници ако ги прашате ќе ви кажат дека се почувствувале на Евровизија апсолутно сакани. Јас сум одела на тие промотурни и ние гледаме дека сме одлично прифатени, навистина било така. Меѓутоа тоа нема никаква врска на крај со сценскиот настап и со резултатот. Лани меѓу фаворитите беше Хрватска и се мислевме дека полека но сигурно ќе дојде на Балканот на Евровизија, тоа не се случи, но еве годинава освен Албанија, Грција, да, добро, стандард. Грција е стандард. Меѓутоа Албанија исто не е фаворит, не е фаворит, последна е Албанија во второто полуфинале ќе го затвори шоуто, многу добра позиција им дадоа продуцентите. Од останатите земји во регионот видовме 4 земји беа Србија, Хрватска, Словенија и изненадувачки и Црна Гора, никој од нив не влезе. Гледаме дека Бугарија веќе не учествува на Евровизија, тие дури не ја пренесуваат Евровизија. Романија, Унгарија не учествуваат на Евровизија од овие земји тука некако поблиску, така што ги имаме западноевропските земји, балтичките, скандинавските и некако Евровизија се оддалечува од нас. Не ни беше предвидено во прашањето, но ете, сакам и да прашам Македонија Евровизија, ја следиш години и години назад, дел си од тоа евровизиско семејство, не само како новинар, делегации, патувања, изборот на песни и слично. Лично за тебе што представува нашето учество на Евровизија и ќе се враќаме ли на голема врата, посакуваш ли да се вратиме на голема врата? Тоа на друго место ќе го прашаш дали или ќе се вратиме, ние не одлучуваме за тоа. Не, секако меѓу од новинарски гледна точка што представува за нашата музика учеството. Мислам дека им дава мотив на изведувачите да работат,
во текот на годината да се стремат кон нешто. Постои интерес, тоа го знам дека луѓето сакаат, дури и тие кои што велат дека не ги интересира Евровизија, знам дека сакаат. Ние немаме многу можности за представување, немаме еден фестивал во Македонија. Реално, Макфест е тој кој се труди некако да одржи традиција, ма таа сцена е далеку од некоја европска или светска сцена. И регионално, тоа што гледаме и како помина хрватскиот избор, српскиот избор. Ти имаат национални финалиња, ние немаме и генерално дава некоја динамика и во нашето работење, одскокнува од секојдневните активности кога имате таков динамичен настан кој бара многу работа и тоа и во обем и во време траење, бидејќи Евровизија не е 2 недели, таа е 6 и повеќе месеци. Така што сметам дека добро е да бидеме дел од Евровизија и секогаш го цитирам тука Григор Копров, тој вели дали треба да одиме? Да, како? Е другото прашање. И сега многу често на учествата наши, кога учествувавме низ годиниве, се дискутираше за пласманот и тоа најверојатно најмногу ги лутеше или вознемеруваше нашите граѓани, но треба да споминеме дека независно од пласманот, ова е одлична можност и за промоција на државата и за меѓу другото одскочна даска за нашите музичари да излезат надвор од границите. Треба да бидеме дел од светот. Не знам зошто не би биле дел од светот. Се промовирале вакви или такви вредности. Покажете ги вие сопствените вредности, нели покажете дали можете подобро, поинако. Видовме се на сцената. Видовме одлични настапи, одлични вокали, верувам дека имаме и ние некој квалитет и капацитет музички кој може да се покаже на таа сцена. Од друга страна, секако може да ја искористите таа сцена за промоција на земјата, доколку сакате да инвестирате. Гледаме дека се навистина многу скапи тие сценски настапи, многу е вложено. Ги видовме само реквизитите кои се повеќе од 2 метра во височина и 200 кила тежат, така што тоа треба или да се транспортира или да се нарача од таму да се направи, тоа чини навистина многу, пиротехниката чини многу, светлата, режисерите да се ангажираат, тој дизајн. Значи треба да се инвестира на вистина ако сакате да сте конкурентен. Ако оставите низ вода да пројде настапот, тогаш ќе биде незабележителен, конкуренцијата е многу силна. Ние чудни сме малку, секогаш не треба да учествуваме. Кога учествуваме сите тоа го гледаме. Јас се сеќавам Тамара кога беше гласањето во градски парк. Сите беа во телефоните и не им се веруваше што се случува кога беше гласањето со жирито, така да сакам да кажам критички. Успехот ги мотивира луѓето нели да го гледаат настанот од друг начин. Но те прашав вчера не случајно за статистиките кои што ги кажа и ми даде убав одговор, нели кажав многу убави статистики кога беше прогласувањето на земите кои што одат понатака и ми даде убав одговор, кажа за да покажеме и на нашата публика дека не е се така црно и дека не сме само ние тие кои што не одат секоја година во финале, дека има многу земји кои што во нашите очи се поголеми, со поквалитетна музика и се, но не поминуваат со години поред. Слушаме дека 40 години им требало, например, на Португалија да победат на Евровизија. А ние тоа не сме го знаеле, има земји кои учествуваат на Евровизија уште од првото издание, имаат по 4-5 победи. Евровизија и патот до успехот е константното вложување и градењето на имиџот на земјата на тој настан. Швајцарија не победи на Евровизија одеднаш, таа победи затоа што претходно го имаше Гјон Тирс кој го освои третото место, го имаше претходно Лука Хани кој беше одличен во Тел Авив, а претходно многу години и тие не влегуваа во финале. Јас се сеќам, тие доаѓале овде на промотурнеа кај нас, биле наши гости и тие навистина многу се бореа. Истото се случи и со Израел. Пред нета се инвестираше многу. Тие го направија најголемиот промотивен настан Израел Колин, каде сите делегации без исклучок беа поканети и тоа беа поканети во соработка со Министерство за култура, Министерство за туризам, градот Тел Авив, градот Ерусалим и не мора ништо да платат делегациите. Кога ќе се покажете како толку добар домакин, секој ќе сака да дојде во вашата земја. Еве утре го очекуваме финалето. Кои се, ајде да кажам, лично очекувањата и во однос на музиката и во однос на сето она што ќе го видиме на сцената, што ќе може да очекуваат да видат нашите гледачи? Јас само мислам како ќе издржам до 1. Но овие 2 вечери се пократки, кога ќе дојде и она гласањето веќе нели со националното жири, тој час и половина е навистина заморен. Очекувам дека ќе биде силно финале на крајот, бидејќи сега кога веќе се елиминирани дел од песните,
ќе биде мислам дека убаво за следење. Ако ништо друго, Евровизија ни дава материјал едно 10 дена после тоа да коментираме, да анализираме, да видиме и ние до каде сме и дали би можеле да бидеме конкурентни во иднина на едно такво големо музичко надпреварување. Благодариме за гостувањето денес, навистина ни значи, бидејќи не било вчера до 1 часот, но нели самата подготовка, вака кога се коментира изгледа лесно, меѓутоа стресот кој што се доживува тие часови, следењето. 1 час пред второто полуфинале стигна ново сценарио. Така. Буквално 1 час. Затоа благодариме од името на гледачите, оставаме денес да се подготвуваат за тоа што те очекува утре. Може да ја погледнеме Каролина со Мојот свет. Може, зашто да не. Тоа е една убава приказна кога станува збор за исто нашите представувања. Ние сме немале до сега Хелсинки, така. Сите представувања, знам некогаш да си ги погледнам настапите и кај Каролина има многу убави коментари и ја бараат повторно да се врати нас, евровизиските фанови. Кога ја споминавме како изведи статистиката рака 2007 Хелсинки. Да. Уживајте се Каролина и Мојот свет. Фала ти, Александра.